Пубертет, фаза во животот што е најтешка за секој човек. Се ти се врти ничку мнопаку, брат. Фактот дека женскиве влегвет побрзо во таа фаза уште еднаш го потврди фактот дека се поспремни од машкиве за промени. До вчера си бил клинец и појма си немал што ти се дешава. И наеднаш добиваш чудни реакции на телово и ти иде чудни мисли. Не можеш да сватиш дали тргна да си играш со количето или сакаш да продолжиш да ја гледаш тетката на насловна во весник. Пубертет, тоа е фаза кај што не можеш да си ја контролираш телово. Гласот ти е за нигде. Во секој момент ти се менви. Мамо! Мамо! Во мозоков, брат, ти се дешаваат промени на мислења и на сваќања и си викаш: чекај бе, врска немат општество, море, брат, системов, мене никој не ме сваќа. Сваќаш? Ми родителиве, море, глупи се, тие него сваќа времево сега и што се прави као се прави. Ето се викаат брлива возраст. Пубертет. Од прилика реакцијава е ко на мачка да ја врзиш лименка за опашка и да ја пуштиш да бега. Ке се скрени. Скреновача. Женскиве се гледаат едно утро во огледало и наеднаш повисока сум. Шо ми се дешава? И телово некако ко заоблено да ми е влакна на сите страни, кај шо немав имам. Шо нормално нема видиш на огледало. Ме сваќаш. Се осеќаш пресамоуверено и после, пречувствителна си. Мамо, шо ми се дешава? Скреновача! И бато, почвет првите проблеми. Депилација, ова, она. Билдање самодоверба и официјално почви играта мачка глушец. Тоест, женски машки. Добиваш прва менструација и за све се криви хормоните. Кој почна да те возат, ти појма немаш што ти се дешават. Една од најбитните работи што им се дешават на машки во пубертет е што така речиме почесто почи да им кукурига петело. И то може да се дешава дури и навечер и да се десат, речиме, влажни соништа. Почвиш да мислиш во глава романтично, да се ставаш во ситуации кај што возрастниве од која ги име тие поминато. Тоест теткава од медицински центар што до вчера му беше смртен непријател, дур му редеше инекции, имаат потреба доцна во ноќта да го прегледат. Детално. Промените во гласот настанват преку ноќ. И почвиш да звучиш ко вепар што го бркет кучиња в шума. И така кај некој варират гласот кој што варират притисокот од бабати. Нешто што треба да пази човек најмногу во пубертет е то да не запеј петелот неконтролирано. Наеднаш од нигде никаде си испраил. Тоа што треба се покриеш со нешто или ја носиш потесни фармерки за не се приметви. Колку и да ти звучи апсурдно, ама тоа во моментот што те прави да се срамиш, понатаму во животот ќе се фактори што ќе те прат да се гордееш и да си мажиште. Ман. Од друга страна, пошто телово ти расти, то значи дека почви ти поќе апотитот колку порано. И имат голема опасност да почнеш да мирисаш на штала. И нормално треба да обрниш малце поќе внимание на себе и на хигиената. А најмногу да окапиш редовно петелот. Када?